Mali od Pazarvo Obleševo danes beše mesto na golemo zemjodelsko nezadovолство. Ovdešnite i proizvoditelite novošje i zelenčuk od Kočanski i Vinički od kraj ostana razočarani od zaniv ponižuvačkata cena na proizvedeno to. Najglasni beja proizvoditelite na domati koji prvoklasna stoka prodava za 20 denari. Не се сплати. Тоа е од готово вересија правиме ние. Семето е скапо, препаратите се скапи и кога направиш на математика тоа нема ништо. Се платиш и на крајот ништо, и тоа ќе мора да поталиме. Не бива. Идентични реакции имаше и од сточарите. Цената на јагнешкото тврдат никогаш не била пониска. Јагнијата, пријателе, џабе, ништо, не иде. Нема откуп, нема цена, донесем на пазар, врнеме ги и така ќе биде. 130 динара и тоа не го дава, 130. Џабе, не се исплати, више постепено тој ќе се уништи таа гранка, нема и кој да чува. Големата конкуренција пак ја намалила вредноста и на свињите. 2400, 2500, зависи. Некој заинаци 2300 дај, па дадам го, што правиме? Дали се сплаќа таа цена? Не се сплаќаме, пошто многу има конкуренција, попуштат сите и мора да попуштаме и ние, да продадеме нешто. Сите ударили на чување на свињи, тешко мора да едни други да се откажуваме, што не бива, не се обстанува. Големото разочарување на земјоделците манифестирано денес во Облешево е само потврда на се погласните реакции на земјоделците дека од мотика има се помалку леп. Сепак дел од оризарите кои зад себе имаат 3 катастрофално лоши години не подадоа бел. Нешто у фабриките кои сакат да ни земат тие фабрикантите од 45 до 50 динара. Ја тоа го давам од 50 до 60. И да не се исплаќа душо 75 години со таа стока живееме. Ако сака човек да работи душо, може. До кога земјоделците и сточарите ќе го издржат притисокот на трошоците е прашање, но намалувањето на произведените количини овошје и зеленчук, како и се помалото количество на млеко и месо, е се поевидентно секоја наредна година.